Во Охрид понуди многу материјал за наредната емисија, а Институтот за дефектологија скромно го одбележа своето 10-годишно постоење и успешна работа. Мислам дека е гордост на секој човек после 10 години да ги види резултатите од тоа што го работел. Јас и во мојот реферат напомнав дека во тоа време имаше многу скептицизам околу отварањето на студиите по дефектологија на Универзитетот во Скопје. Можем да кажем дека тогаш тоа беше понудено на повеќе места, но ние се зафативме тоа да го направиме и јас и во оваа пригода не од куртуазија сакам да напомнам дека после разговорите со иницијативната група и со еден добар дел од дефектолози во Република Македонија, практичари, значи го сватив прво проблемот на луѓето кои имаат посебни потреби во својот живот и оттаму, значи, емотивно се врзав за проектот и мислам дека резултатите се очевидни. Реков да се вратиме 10 години. Тоа како да беше вчера, кога вие од македонска телевизија, емисијата Свет на тишината, правихте исто така разговор со мене, но тогаш разговорот беше за потребите од отварање на студии по дефектологија. Таа емисија, морам да кажам со задоволство, дека многу помогна за наредните напори што ги правихме за реализацијата на таа потреба, односно за во настојувањата да ги отвориме студиите по дефектологија на Скопскиот универзитет. Се сеќавате во првите неколку години сам со колегата покоен Кремичевски, кој што јако беше во пензија, ми помагаше. Но благодарение и на факултетот, и на Министерството за образование, имаше големо разбирање за учување на млади кадри. Тоа беше единни пример да тогаш се даде согласност за 7 млади луѓе да ги примеме на овој институт. И тие беа многу вредни. Се зафатија со постдипломски студии, со пријави на тези за докторски тези. И сега, кога сакаме да кажеме што стана за тие 10 години, прво се помина околу 400 студенти низ студиите, до денеска завршија 120, околу 90% од тие завршените се веќе вработени. Од овој млад кадар што го спомнав, веќе на институтот имаме 2 вонредни професори, 3 доценти, 2 магистри во настава и помлади асистенти кои се пријавија да подготвуваат тези и магистерски и докторски. Ние, вработените во институтот, имахме доста работа, особено првите години. Прво се зафативме со изготвување на наставни планови и програми, со пронаоѓање на наставни бази за придобивање на практичните вежби, со оспособување на кадри, со барање на кадри од надвор, бидејќи тоа немавме доволно стручен дефектолошки наставнички кадар. Имавме првите 2-3 години визитинг професори, што ни помогна и овако им се заблагодарувам. Потоа институтот се зафати со организирање на стручни собири, и тоа многу успешни. Нашите кадри на институтот беа постојано ангажирани и активни во посета и учество на стручни собери и вон земјата, исто така со излагања, со напишувања. Нашиот институт беше иницијатор во тоа време и за создавање на едно научно стручно списание, што Филозофскиот факултет беше еден издавачите. Мислам дека за тоа време иако кратко се направи многу. Ова што го кажав, го правихме во многу скромни услови, просторни и материјални. Проблемите се и денеска, просторните, присутни. Прво, доста занимални училници делиме со другите институти,
Простори за наставниците, за соработниците немаме посебно. Освен некои привизориуми, се надевам дека во реконструкцијата на факултетот ова институт ќе најде свое место за просторот. Во однос на опремата, сме задоволни. Макар да треба тука многу уште да се направи, проектот кој што сега се изведува Темпус, благодарение на финансиските можности на тој проект, веќе почнува да се опремува институтот, опремува во смислу на техника што ќе подобри наставата и работата со студенти. Може да кажеме за Србија и за Хрватска што почнаа многу порано. Словенците не почнаа тогаш, тука сме близо со нив. А сега, ако да не биде скромно, студентите Корел кога докторираат 3 наставники кај мене на Белград, бидејќи бев во Белград, немавме разбирање едноставно кај владата и кај Министерството за образование. Ние неколку пати го поставувавме со колегата Кирничиевски проблемот на отварање на факултет или на студии и стално бевме одбивани. Особено беше зрела состојбата кога работеше Центарот за волено студирање како исторна единица на Словачкиот факултет во Белград. Тогаш веќе беше студени кадри и така натаму, но не се отвори. Потоа покушавме на Филозофскиот факултет, тогаш да се отвори, било на педагоги и така. И тука не најдохме на разбирање. Кога веќе се осамостоивме, кога станавме самостојна држава, независна држава, се појавија тешкотиите за студирање во Белград, патувања, финансирања и многу други пречки, и субјективни и објективни. Тогаш ректоратот и владата ме повика да се вратаме во Скопје и заедно со колегата Кирничиевски да направиме програма и да предложиме решение за отварање на тие студиите. И со големо задоволство да кажам дека тогаш наидовме на разбирање прво во ректоратот, па во Министерството за образование, а за самата реализација кај деканатот на Филозофскиот факултет. Мислам дека престои огромна работа која што треба да ја сработиме, така да јас сум оптимист дека Институтот за дефектологија има уште многу што да се сработи.